кучињата скитници, знаете дека таа проблематика е регулирана со Законот за заштита и благосостојба на животните. Во моментов се решава тој проблем онака како што законот дозволува. Тие се можностите, се заловуваат кучињата, на јавна набавка се објавуваат јавни објави на кои што конкурираат одредени лиценцирани фирми, кои што може тоа да го работат, а се состои третманот на кучињата во заловување, медицинско третирање, прегледи, вакцинирање, кастрирање, бележење и враќање повторно таму кај што се најдени. Тука има можеби 2-3 ризични точки кои што нашите сограѓани ги посочуваат. Дали некоја од овие алки на движење на оваа процедура се прекинати, можеби изманипулирани, јас не би сакал да преюдицирам, меѓутоа тие се некои сомнежи кои нашите сограѓани ги пренесуваат. Нашите инспекции се обидуваат тоа да го контролираат. Оние животни кои што се заловени во одредена област да се враќаат во таков е законот, нели? Се поставува сомнеж да одредени животни кои што се заловени на други места се враќаат на други места. Во 1-2 случаи кои што лично ги проверивме, не се докажа таква теорија, меѓутоа еве тие се сомнежите на граѓаните. Немаме друг инструмент или начин како да делуваме освен тој. Тоа е законска регулатива. И кога ќе биде стационарот, процедурата за реагирање ќе биде пак во согласност со овој закон. Но јас се надевам и верувам дека имајќи стационар кој што ќе е под наша контрола, во соработка и со здруженијата кои што се заштитници и љубители на животните, кои ги има во нашата општина, заеднички ќе можеме овој процес подобро да го регулираме. Стационарот подразбира третирање на тие животни, лекување, во крајен случај еутаназија ако се неизлечиви или се опасни за средината, меѓутоа строго контролирано, и јас ги повикав во неколку наврати здруженијата кои што се заштитници и љубители на животните во тој процес сега непосреден да ни помогнат заеднички на најхуман можен начин да го решаваме тој проблем согласно важечките закони.